Почитувани, земјоделството е стратешка гранка во Република Македонија. Над 100.000 лица живеат или на некој начин се занимаваат и се поврзани со земјоделството. Изминативе години, поради негрижа на власта, оваа гранка е во сериозен пат. Откуп нема, ако го има цените се под секоја рентабилност. Субвенциите доцнат, за модернизација на земјоделството воопшто и да не зборуваме. Едноставно, во буквална смисла, катастрофа. Коронавирусот остави последици во земјоделството. Власта која не можеше да обезбеди услови за функционирање на земјоделците во нормално време, во кризава се соочи со тотален крах. Токму затоа е потребна итна стратегија за пребродување на последиците. Во таа насока, ние нудиме преодна стратегија која нашата влада во првите 100 дена од мандатот ќе ја спроведе. За заштита на можните негативни последици, владата на ВМРО-ДПМН веднаш ќе интервенира со комбинација од повеќе сет на мерки, со кои ќе им се помогне на земјоделците, производителите да се справат со проблемите и да се обезбеди соодветен приход. Имено, ќе бидат превземени пазарно ценовни мерки и мерки со кои ќе им се помогне на земјоделците, извозниците и на транспортерите, настап на светските пазари. Се обврзуваме да обезбедиме дополнителни плаќање по единица мерка за производителите на зеленчук и овоше, кои нема да можат да ги пласираат своите производи. Ова мерка ќе овозможи производителите да ги пласираат земјоделските производи и да остварат соодветен доход. Поддршката ќе биде насочена и кон извозниците, за да им помогнеме на извозниците на земјоделски прехранбени производи да стигнат до постоечките пазари и во насока на изнаоѓање на алтернативни пазари. Владата ќе креира мерки за маркетинг, промоција и кампања. Доколку значително се зголеми цената на транспортните трошоци, поради нарушување на постоечките коридори за транспорт, ќе се имплементираат и мерки и во таа насока. Со мерки за ценовна поддршка ќе им се помогне на преработувачката индустрија, за да ги откупи сите домашни количества овоше и зеленчук кои нема да се пласираат на пазарите како производи за свежа конзумација. Во сетот на мерки ќе бидат офатени лозарите, градинарите, сточарите, односно сите гранки од земјоделскиот сектор. Ова се само мал сегмент од нашите планови за земјоделството, кои офаќаат 640 милиони евра субвенции, 80 милиони евра за водоснабдување, неповратни средства за младите земјоделци, за набавка на механизација и опрема, инвестиции во земјоделските стопанства, кредите на револвинг фонд за сигурен откуп на земјоделските производи и многу други реални проекти. ВМРО-ДПМН има стратегија. СДСМ покажа дека можат единствено повеќе криминал, можат единствено повеќе корупција и можат само порази. Да ставиме крај на виткањето на кичма. Исправи се Македонија. Одбери обнова.